Добар ден, битолчани! Добар ден, Битола! Добар ден, граѓани на Македонија! Колку сме, толку доволно сме! Сакам да ве поздравам од името на демократи. Сакам да ве поздравам од името на Македонска ера трета суверенисти и Работничката партија. Ке да организирам овој протест денес против злото викано влада, Советот на општина Битола Новаци и градоначалниците на општина Битола Новаци изгласаја да се гради во Битола регионална депонија за ѓубре, каде што 18 општини од Македонија ќе носат ѓубре, ќе не трујат. Дали само може некој да замисли колку се тоа 18 општини да носат ѓубре и да не трујат? Не ни е ли доволно рек Битола 50 години не труе? Произведуваме 75% од струјата за Македонија. 50 години повеќе од трилион евра во вредност струја имаме произведено, немаат поставено филтери. Тој филтери се 10, 15, 20 милиони евра. Парите се крадат секојдневно. Рек Битола е знатна кокошка за сите влади из општина Битола Новаци. Само замислете, ние сега секојдневно, ако им дозволиме да се изгради ова депонија што ја викаме регионална депонија на смртта во Битола, во регионот на рек Битола, ќе биде тоа загадувачка нуклеарна бомба. Никој на тоа не мисли, никој не мисли дека вредностите на некретнините, на куќите, зградите и све во Битола за наредни 10, 15, 20 години ќе паднат повеќе од 50%. Кој сака да живее во септичка јама? Битола ја претворија во огромна депонија за ѓубре и сакаат, како што кажав, да ја претворат во септичка јама. Нема тоа да дозволиме, ќе се бориме. Јас кажав, ние не сме во моментот толку бројни, но ќе организираме и понатаму протести ако е потребно против ова регионална депонија да не се изгради. Не сакаме Битола да биде нешто што утре никој не ќе сака да живее. А ние како возрастни луѓе, каде е нашата одговорност да се бориме против ова зло, против владата, градоначалниците на Битола Новаци и на советниците од овие општини? Како не им е страм да кажат да, ајде да се изгради депонијата за ѓубре? Ајде сите замислете за момент 18 општини, стотици камиони секојдневно ќе поминуваат во овој регион и ќе се фрла ѓубре. Не е проблем што ќе се фрла ѓубре, туку проблема што тоа ѓубре не смее да се носи од сите 18 општини. Секоја општина нека се изгради своја фабрика за ѓубре. Има нова модерна технологија во светот. Нема повеќе депонии за ѓубре, луѓе. 21 век. Ние треба да имаме фабрика за ѓубре, каде што само од Битола заедно со Новаци може могила заеднички да изградиме, а не ние да го примаме ѓубрето од околните општини. А тоа со 18 не можеме не да ги изброиме. Ако земиш да броиш, не можеш 18 општини да изброиш. Од Грција ќе доаѓа ѓубре. Од сегде од Европа. Грција не е проблем. Ние сме проблем, дечко. Ние сме проблем. Што овде треба да има 10.000 луѓе, а не да се собериме 20, 30, 50, страмота. Ако ќе се множат, бај може. Ќе се множат сигурно. Проблем е нашата општина, Советот, градоначалникот, владата на Македонија, кој што е скоро 2 години на власт и нема ништо буквално направено добро за Македонија, а поготово за Битола. Ги молиме цело време, поставете филтери во рек Битола, тај се филтерите.
Што сакате Битола да види, како што кажав, септичка јама, тоа е претворуваат. Секој дневно умираат во Битола луѓе од канцер, од загаден воздух, од рек Битола. Што ние корис имаме? Произведуваме струја за цела Македонија, никаков бенефит. Значи кажав нешто што е многу важно. Зборувајте со сите граѓани на Битоловски на Битола. Зборувајте со граѓаните на Македонија да се бориме ово зло. Регионалната депонија за ѓубре, која што е планирана во општина Новац и поточно во дворот на рек Битола да се гради, да не смее да се изгради. Да протестираат луѓето, да пишуваат кај да било по социјалните мрежи. Да се собериме овде еден ден 10-20 илјади, а не секој дома си седи. Не ја разбирате тежината на проблемот. Но после 10-15 години, не дај Боже, ако се изгради, вредност нема да има ни една куќа, ни еден стан, ни еден бизнис во Битола. Кој ќе живее во ова отровна околина? Сега имаме 2-3 илјади заболени сека година од канцер. Кој ќе се изгради, имаме 3 пати повеќе. Кој ќе го контролира ѓубрето што се носи овде? Се прави депонија регионална, нема никаква студија. Ние како битолчани појма немаме што ќе прават само со ветување на градоначалников на Битола, на советниците на Новаци и се разбира на владата на Мицко. Дојде пред месец, скришно покажа 10 камиони, еве гледате, ние ќе правиме регионална депонија, каде што 18 општини ќе ви носат ѓубре. Па нека ти носат од Боромичко до горе, кај што ја купи таа куќа. Од 2014 година со професорска плата 430-40 илјади евра. Кажи му на народот кај ти се парите. Нема кој да те контролира, тебе и твоите криминалци. Владата, собранието, општините се дубо на криминал, бре луѓе. Никој за тоа не мисли. Верувајте ми, ова е страшна работа што ни се случува. Никој не ги интересира нашето здравје. Мора да се спречи изградбата на регионалната депонија во Битола и мора една за секогаш да се постават филтери и што побрзо да се трансформира рек Битола во нешто подобро, во најмала рака да гори плин на место јаглен и се разбира понатаму да имаме производство на електрична енергија од сонце, ветери и други обновливи извори. Сакам нешто да ви зборнам денес, кратко. Ова го кажам во контекст, надвор од ова што зборуваме за регионалната депонија за ѓубре, а тоа е кривичниот законник што го донесоа пред една недела во собрание криминалците. А кога председателката послушникот на владата одма го потпиша. Има неверојатни неправилности. За функционерите криминалци си ги намалија законите. А знаете што направија? Нас граѓаните, наводно под мотото Безбеден град, за совраќајни прекршоци ни вметнаа нешто нечовечки. А тоа е, ако направите одреден прекршок, ќе ви ја земат колата, камионот, автобусот, ќе ви земат нешто што не му припаѓа на државата. И точако се разбира. Државата наша знае само да зема, да кради. Затоа ја вика македонската држава криминална држава. Ова не е држава. Ова е северна. Ова е криминал. Невиден. Седат, одат по луѓето. Сад замислете, имате кола, не е битно колку вреди. Ако направите прекршок, нема да зборувам за прекршоците, точно ги знам, да не ве замарам. Одредени прекршоци ви се одзема колата. Утре, други ден да направите некој криминалци ви го одземат стано, фамилијата,
ќе ви одземат душата. А тие, функционерите, криминалци, си ги намалија законите. Пред 2 години го променија кривичниот законник во собрание. И што се случи сега, пак го променија во ниврано, добро. Тоа сакам да го кажам и го осудувам ово одземање на коли од секој граѓанин. Независно дали се роми, турци, албанци, македонци. Да му се одземи сатот на Мицкоски. Ќе му се одземат и сатовите на сите што краделе. Значи, запомнете едно, имаме огромна неправда. Во Битола, пред 2 дена, кучина, 2-годишно дете, те го растргнеа. Ние имаме огромни проблеми во општина Битола и Битола. Никој не води грижа за кучината. Земи ги, среди ги, врати ги на улица. Па тоа е жалосно, бе луѓе. Па ние тие кучина треба да ги штитиме. Треба да им најдеме дом. Треба да ги сместиме негде каде што нема да бидат по цел ден на улица. Да му ги дајме на лововите. Јас едно само можам да кажам. Ние имаме огромни проблеми. Затоа што имаме неспособна криминална влада. Нашите влади 35 години се занимаваат со тендери, со криминал, не непотизам, политички криминални партиски вработувања. Ја унаказија Македонија, ја унаказија општината Битола и сите општини и нас како граѓани. Затоа ве повикувам сите граѓани на општина Битола и на Македонија, кога протестираме да излезете масовно луѓе да покажеме еден револт дека ние вака повеќе не сакаме да живееме. Карактер. Не е битно дали сте премиер или градоначалник или советник. Битно е да работите за народот во вашата општина, во вашата држава, а не да работите да ги полните джеповите, да крадите и да живеете раскошен, расипнички живот, покварени и во душа, и во срце. Пола поќе во помеѓу политичарите во последни 35 години се психопати, бе луѓе. Доаѓаат, формираат партии, влегуваат во партии, само да се богатат. Психопати. Не ги интересира ни битолчани, ни граѓани на Македонија. Нашите деца заминаа во странство. Овде скоро секоја фамилија што сте дојдени на протест во Малци, ама доволно сме. Имаме деца, внуци. Имаме од пријатели заминати во странство, никогаш нема да се вратат. А неспособниот премиер Мицко вели, работиме да ги вратиме. Приметив, са поголеми авиони ги враќаат нашите деца, поточно луѓето што заминале во странство да работат. Кој сака да се врати во ова вукојебина, бре, луѓе? 70 тони марихуана. Кај нас кажа, Граница. не само марихуана, кај нас најопасен криминал е политичкиот криминал. Тие креираат стопански криминал, мито, корупција. Го толерираат, го подржуваат, за да дојдат на власт. Изборите се криминални, не крадат секој дневно преку тендери све што е можно. Јас само едно можам да кажем. Да живеат битолчани, Битола! Амин. Да живеат граѓаните народа на Македонија! Да живеат македонците! Не граѓаните, македонците. Да живее Македонија, да ни е вечна и вековита! Господа ве благослови, благодарам што дојдовте на протестот против регионалната депонија за ѓубре, кој што мора да биде спречена, стопирана изградбата на истата. Благодарам.